Денеска се осврнав повторно на одредени состојби во јавниот дискурс на она што одредени политички структури го пласираат во јавната комуникација, а тоа е црната кампања, говорот на омразата, на дезинформациите кои се шират, и тоа мета на тие напади всушност е меѓу другото и граѓанското општество, медиумите, интелектуалците. Меѓу нив се наоѓаме ние како организација, јас како поединец. И денеска исто така пишувам за тоа дека одредени политички структури во земјава ги злоупотребуваат всушност на тој начин токму парите на граѓанките и граѓаните, бидејќи тие како политички партии, политички структури имаат право, законско право, за кое уредно си гласаат, да имаат буџет, и тој доаѓа од нас и од мене, од вас, и со тие пари тие политички структури ги злоупотребуваат всушност парите за да можат да вршат пропаганда и да ги попречуваат демократските процеси во нашата земја. Заради тоа тие можеме слободно да декларираме, да дефинираме дека всушност е една тешка злоупотреба и на функциите, и на позицијата во општеството и во политичката сфера, и се разбира злоупотреба на нивното влијание во медиумите. Еден дел од медиумите држат под контрола цело време. И што прават со тоа? Постојано надвор од сите принципи на пристојноста, достоинството, па и надвор од законот, напаѓаат цели групи, заедници, поединци, само затоа што не размислуваат исто како нив. Како да е нормално, тие секојдневно работат против прогресивните, демократските и прозападно ориентираните групи, поединци, организации, па и институции. Тие постојано ја подкопуваат довербата на граѓанките и граѓаните во македонските институции. Со други зборови, со наши пари удираат по нас, како што тоа систематски го правеше и режимот на Груевски во изминатиот период до пред 5 години. Меѓутоа, нивното дејствување продолжува и до денешен ден, додека јас ви зборувам за ова. Кој знае каква ујдурма е смислена во пропагандните којни на тие политички партии, односно структури. Тие изгледаат како да се тркаат меѓу себе, кој ќе биде по-црн, по-деструктивен во своите пропаганди. И тоа така е секој ден со години. И се чини дека омилена мета сме и ние. Сега кои се меѓу нив, тоа се освен партиски лидери, шефови и членови на раководни тела од тие политички структури, гледаме и бивши и сегашни политички поставени директори на државни институции од редовите на ултранационалистичките партии. Тие се, меѓу другото, се наоѓаат на раководни места во агенции, државни комисии, регулаторни тела, предпријатија и така натаму, бидејќи така е постигнат некаков договор во служба на кохабитација меѓу власта и опозицијата и така натаму. И сето тоа всушност не оди во насока на демократизација и на некакво единство на политичкиот дискурс, туку токму тие своји позиции ги злоупотребуваат. На страна од тоа што буџетите ги злоупотребуваат, тие што ги добиваат од граѓанките и граѓаните за да можат да го прават тоа.